Со сопствен научен труд за високостепен невроендокрин карцином на дебелото црево, доктор Иван Аргиров од Куманово, специјализант по општа хирургија, учествуваше на престижен меѓународен конгрес на хирурзи во Бари, Италија. На конгресот, организиран од Европското хируршко здружение, присуствуваа експерти од цела Европа, а ваквите настани имаат исклучителна важност, особено за младите хирурзи, и овозможуваат размена на идеи со врвни професори, стекнување нови знаења и воспоставување контакти со колеги од различни земји, истакна доктор Аргиров, кој што работи во хируршко-ургентниот центар во Куманово. Искуството беше огромно за мене, не само од професионален, туку и од личен аспект. Значи, домаќините италијаните, тие се покажаа на ниво, како во организацијата, така и во гостопримството. Настанот, свеченото отварање беше одржано во театарот Петруцели. Тоа представува еден најголем културен символ во Бари, што според мене мислам дека му даде дополнителен сјај на самиот настан. На самото отварање присуствуваше и градоначалникот на Бари, господинот Вито, кој исто така и држеше говор. Учествував со труд, нарекуван High Grade Neuroendocrine Carcinoma of the Colon. Суштината на мојата презентација, тоа станува збор за една екстремно ретка патологија, и суштината на мојата презентација, целта беше да покажам комплексноста на диагностицирањето, како и мултидисциплинарниот пристап во третман на ова сериозна канцерска патологија. Значи, добив позитивни реакции од самата сесија, значи целата сесија беше исполнета, модераторите на сесија ми поставија конкретни прашања на кои мислам дека соодветно одговорив. Во модератори на сесија беше и секретарот на самото здружение на настанот, Франческо Прете. Искрено мислам дека овие настани, организации се од огромно значење, поготово за еден млад хирург, за еден млад специјализант во област на хирургија, поради тоа што ние разменуваме искуства со професори, разменуваме идеи, осознаваме новитети во современата хирургија, а воедно ни оставаат и простор за воспоставување на нови контакти, кои ќе допринесат до наш професионален раз и евентуално некои идни соработки на стручен и научен план. Јас лично запознав голем број на професори, како што се професорот Марио Тестини, тој е председател на конгресот, потоа секретарот Франческо Прете, што го спомнав, што беше и секретар на мојата сесија, модератор на мојата сесија. Потоа Луиджи Бони, тој е италијански професор, но најголем впечаток ми оставија професорот Џамал Улусој и неговиот специјализант Седат. Тие се од Турција, од кои добив и покана да идам на доедукација во нивниот масовен хируршки центар во Истанбул. Настан организиран од Европско хируршко здружение, освен теоретска настава која има голем број на сесии каде што професори држат предавања, научни трудови представуваат новитети во хирургија, има и еден практичен дел. Практичниот дел е представен преку работилници. Лично учествував во работилница на минимална инвазивна хирургија, што за мене мислам дека иднината во хирургија. Учествував во лапароскопската хирургија, каде што имавме интензивна обука во интракорпорална сутура, интракорпорално сутурирање, и учествував во роботика и роботска хирургија, што за мене беше ново и за прв пат се сретнав и искуството беше прекрасно. Ова е огромно искуство, како за мене, така и за другите колеги, искрено, што мислам дека треба се почесто да присуствуваме на вакви конгреси. Може да се применува кај нас, значи се применуваат новитети, па би тргнал прво од нашата болница, од Кумановската болница, значи ние имаме лапароскоп Шторц, нов со 4К монитор, што значи дека ние имаме соодветна опрема и можеме да ги работиме таквите сложени операции. Не сакам да кажувам дека има едноставни операции, но, например, еве лапароскопска операција на жолчка, лапароскопска апендектомија на слепо црево, но и покомплицирани операции, како што се на дебело црево, на желудник, сите тие може да бидат работени лапароскопски и мислам дека имаме потенцијал тоа да го сработиме.